дека не ве слушав, ама ве слушав во холот. И сакам да проспорам, иако тешко ќе ми оди. Значи, мислам дека вашето доаѓање овде пред нас постави клучни прашања. Обично ние поставуваме прашања, ама вие поставивте пред нас прашања и јас би сакала на 2-3 од нив да одговорам, ама моето прашање до вас, ако можете да одговорите, е на линија што и она што Даниела го кажа, мислам го праша и Ненад. Основното е. Сте се запишале на медицина и сте се разочарале. Сигурно тоа длабоко се врешало во вас. Иако и јас сакав да студирам медицина, ама во последен момент одлучив да не студирам, па цел живот тагував зашто не сум завршила медицина, туку право. Прашањето ми е, кога решивте да заминете од онкологија, иако предпоставувам дека вашата мајка во јавно здравство работела? Да, во јавна институција, не во приватна, тоа е многу важно. Значи сте се откажале од онкологија и не сте имале друг избор, ако добро ве разбрав, или не сте мислеле дека има друг избор, освен приватното здравство. Значи, што е тоа што беше најважно за да заминете? Етиката, односот или недостигот на цитостатиците, како што рековте, и јас исто си имам прашање дали тоа беше само привремено или ви рекоа дека набрзо ќе ја добијат потребните цитостатици за вашата мајка. Значи, тоа ми е прашањето до вас. Меѓутоа, прашањата што јас си ги поставувам седејки овде, се прашања врзани за што? За здравствената политика во оваа држава. Значи, ние овде треба да утврдиме политичка одговорност. Не можеме да утврдуваме здравствена одговорност, но ако има основ, тогаш судот ќе утврдува кривична одговорност, граѓанска одговорност или прекршочна одговорност. Но од она што денеска јас го чув од Македонка и од вас, едно е јасно и јас си имам големи дилеми во врска со тоа и мислам дека час поскоро ние треба да помогнеме и дека вам ви должиме известни ветувања и одговори заради дилемите што ги разбудивте кај нас на еден многу тежок начин. Прво, велат дека најздрави нации се оние каде што има добро јавно здравство. Да не ги бројам Франција, Германија, скандинавските држави, Јапонија. И јас од стартот си имам голема дилема за напливот на приватно здравство во Македонија. Зашто знам дека, не знам дали 1-2% луѓе може тамо да побараат спас, а дека најголемиот дел немаат друг излез и спасот го бараат во јавното здравство. Значи, прв мој заклучок. Погрешна здравствена политика. Здравствена политика води влада. Здравствена политика води Министерство за здравство, ама здравствена политика или рамка за здравствена политика креира и парламентот. Како? Преку законодавството. Значи, сите сме соучесници. Второто што ми се наметна од она што го слушав, за вашето талкање во регионот на приватниот пазар, бидејќи човек
Нема друг излез. Второто прашање и за нас, пратениците, и за владата. Околу позитивната листа. Како е можно да ни се случува не само во врска со онкологија и цитостатиците, туку и претходно, ако се сеќавате, со ретките болести, ние да немаме соодветен одговор. Третото прашање што ми се поставува е: може ли здравствена политика да се води ако секоја година имаме нов министер за здравство и со новиот министер за здравство секогаш доаѓа цел еден тим? Зборувам за медицинскиот директор, зборувам за изумот економски директор, па и веројатно членовите на управните одбори и така натаму. Тоа е загрижувачко. И најважното, она што мене ми треба одговор од вас, е врзано за етиката. Нема политика, 1000 пати сум рекла, без етика и морал. Нема. Нема здравствена политика без етика. Значи, што ние, благодарение на трагедијата што се случи, свативме дека всушност уставната одредба за правото на живот и уставната одредба за правото на здравствена заштита кај нас е под знак прашалник. Затоа сакам да кажам дека сум ви благодарна што собравте храброст да дојдете овде, зошто што повикавте дека овде нема партиска припадност, блискост и така натаму. И болно е она што Македонка го кажа, дека таа одисеја со се ова што се случува, вие повторно ја доживувате. Ама сега прашањето е дека што ако не дојдеше до тоа, дали ние ќе соберевме сила да седнеме овде и да се соочиме со трагедијата што се случувала или што може да се случи, или навистина низ оваа катарза сите ќе побараме некои конечни решенија за прашањата што ги покренавте всушност вие, а еве ние сме мислеле, како што рече Кадри, дека секогаш има можеби нешто поважно. Значи, јас одговорно тврдам дека поважно право од правото на живот нема и дека поважно право од правото на здравствена заштита нема. Ниту едно друго право не може да се реализира или е релативно во однос на овие права. И мислам дека последната реченица, кога се определуваат луѓето за медицина, да студираат, сигурно не е тоа дури ни заради угледот или примањата и така натаму, туку е тоа во тоа право на живот и во правото на здравствена заштита, да помогнете. Сигурно тоа е прекрасна работа, да спасите живот или да помогнете и така натаму. Јас верувам дека се уште постои тоа, но дека ние имаме страшни проблеми со образованието и со високото образование и дека има институции кои стануваат фабрики за хартија, а не за дипломи и за знаење. Тоа е факт. Тоа е факт. Ние имаме повеќе универзитети по глава на жител од Британија.
е неодржливо. Ние имаме професори неверојатно многу. Но кога ќе ги чуете што кажуваат за професијата, ќе се шокирате. Значи, не смееме да фрламе пари во бунар, треба да ги концентрираме во тие престижните институции, ако сакаме да имаме средства и за помош на болните, а не само за одржување. Ве молам, внимавајте што дофрлате од место. Не ви личи во ваква прилика Кембридж и слично. Не ве разбирам. Па не се разговара на растојание. Ете, тоа е нашиот проблем. Што ние и во вакви ситуации посегаме по обвинувања, ама ја не сум била дел од тоа и ве молам, внимавајте што зборувате. Зборувам како учителка, зборувам како потенцијална пациентка, зборувам како човек, а Бога ми и за Кембридж знам многу нешта, па нема врска, зборувам за високо образование. Ние имаме недостиг, ве молам, немојте од место, не е женствено. Не сте во емисија. Еве што правиме ние. Еве ова е тоа. Еве ова е. Кога и во прашања од животна важност, партиската определба е поважна од определбата кон вистината и кон етиката. Ве молам, станете овде и зборувајте. Се појавивте во време кога не се појавува и коментирате. Имајте респект кон трагедијата и кон она за што разговараме овде. Ви се извинувам на обајцата за ова. Благодарам, професорка. Повелете.